Во Музеј на современа уметност се одржуваше дел од сајмот за електронски уметности. Оттаму ја посетивме изложбата Апаратот на животот и смртта. Центарот за визуелни и културни истражувања при Институтот за општествени истражувања Евробалкан во Музеј на современа уметност ја отвори изложбата Апаратот на животот и смртта, како дел од сајмот на електронски уметности, чие 7-мо издание се одржува од 4 до 10 октомври. Изложбата беше како почеток на сајмот кој представува обнова на традиционалниот Скопје Electronic Art Fair, кој имаше 6 изданија во периодот од 1997 до 2002 година. Представуваше центар на новата медиумска култура во југоисточна Европа. Во ред да пробаме наједноставно да го изразите, ако може, овој склоп на изложба каде што имаме уметност, имаме и наука и технологија. У последниве 30 години општеството функционира по пат на синергија помеѓу науката, технологијата и културата. Тоа е неизбежно. Ние се обидуваме сега повторно да направиме ревайвал на СИФЕР, фестивал кој што беше многу значаен во 90-тите години до 2002 така некако. Оваа година се одредивме за повторно да влеземе во истражување на темата на биотехнологијата, односно што е тоа што уметниците го истражуваат сега, како да им се помогне, да им се овозможи да направат подобри проекти, кои што ќе бидат интересни не само за гледањето, кои што подлабоко ќе навлезат во овие теми. Биофилозофијата исто така ја начнавме, биополитиката, биотехнологијата и биоуметноста. Уметниците се од разни земји, од Америка, Европа и Австралија. Се надеваме дека публиката ќе биде задоволна и дека ќе учествува исто така и во работата, во дискусиите на конференцијата утре и задутре. Ми се надеваме дека исто уметниците кои што до сега беа се уште се во овие денови во лабораторијата на Природно-математички факултет, дека на крај ќе создадат дела кои што ќе можеме понатаму да ги покажуваме во разни европски галерии, а исто така кои што ќе бидат битни за нас заради коментирање на ситуациите од развој на нашето општество, меѓутоа исто така заради тоа што ќе можат да некако овозможат да е мост помеѓу науките и уметностите, кои што понатаму ќе го доразвиваат. Се наоѓаме тука, Филип, пред твоето дело, кое зборува за некоја случка што се случила во Битола. Кажи ми, како разработи твојата имагинација за да го поставиш вака? Да можев да одговорам на тоа прашање. Во суштина е важно за ова дело дека се занимава со реконструкција на историски настан, земајќи само неколку елементи од, условно кажано, некоја стварност што се случила, представено во некоја форма на музеј. И мене тоа ми е и внатре во таа форма, музејска форма, за мене е важно да додавам различни политички конотации кои што на прва линија не може да се сватат, но постојат во делото како некакви слоеви и леери. Но најважно ми беше да го фатам тој период од 20 век, 30 години, кој што од една страна е битен и за 20 век, генерално во Европа,
а и за Битола, посебно во тој период кога што на некој начин вистински комуницира со 30-тите години од 20 век. Значи, тоа влијание од Западот на вистински начин го носи во Битола и битно ми беше таа малку иронично да се поставам кон тој градски живот битолски пренашминкан, чие што тие 30 години мислам дека се доста важни и за 20 век и за Битол. И таа сам да ја скршам таа на некој начин аристократија и на некој начин и да реферирам на авангардата во 30 години кој што го прави тој генерално во Европа како тенденција, но важно за ова дело исто така дека ова е коктел од отров. Во суштина делото започна работејќи на темата на актофестивалот кој што беше свадби и тргнав од некоја претпоставка своја лична како би издал коктелот за свадбата на Роми и Јулија. Тоа сигурно бил коктел од отров. Така да почнам да развивам таа приказна и некако го формирав делото и мислам и понатаму да го доразвивам. Очигледно се склопил многу работи од многу времења и култури, така да речеме. Тешко ли беше да ги собереш сите овие работи? Ми кажа дека поголемиот дел од нив се стари работи. Клучно ли беше тоа да бидат стари за твоето дело? Клучно беше да создавате еден простор кој што ќе биде доволно автентичен и тегобен и ќе комуницира со самата приказна, кој исто така дел од делото. Така да комплицирано беше да се најдат, многу комплицирано, не ги нешто секојдневни материјали, не можеш да ги најдеш, не можеш да ги купиш. Така да, но на некој начин наоѓајќи ги, јас почнам да се соживам со нив и секој предмет да го сакам посебно, а и тоа исто дел од делото, бидејќи секој предмет носи своја историја во самото дело, така да во еден момент барањето на процесот на создавање на делото стана само дело, за мене лично и тоа ми беше важно. Сепак може да дојдеме до заклучок дека и твоето дело и цела оваа изложба е на некој начин истражување, експериментирање и внесување во уметноста и технологија и наука. Па да, на некој начин тоа може да се каже дека ја поврзува целата изложба во некоја целина тоа биотехнологиите. А мене оно што ми е најинтересно во таа биоприказна е микросветот. Дека работите се случуваат на некој микрониво и сам да го истражувам тоа микрониво, кој понатаму последиците од тоа микрониво се гледаат во некои големи генерални промени, кои што може секако да се објасни, социјално и политички, естетски, али са тоа се теми кои што сега не знам дали можеме да ги отвараме, али тоа е тоа.